Задолжително еднаш во годината автомобилите мораат на технички преглед, иако некои сопственици тоа го прават и почесто. Да, редовно. Обавезно се стално. И на шестомесечен и онај што си редовно. 6-месечен технички преглед треба да има колата, регистрација и ванредно нешто, како има нешто кога се осете, однесеме. Но колку често сопствениците на автомобилите одат на преглед? Немаме толку могуćности да одеме секој пат на лекар, така да кој имаме потребата тогај. Кој имам потребата? Лично ли ти на болен човек? На секои 3 години. Ова веројатно кажува што ни е најважно во животот, наместо, на пример, барем еднаш годишно задолжителен да биде детален здравствен преглед. Со спроведувањето на систематските прегледи често пати се откриват скриени болести кое самото лице почувствува некои потешкоти, меѓутоа не знае што му е. Кои болести и последици може да се избегнат со редовни прегледи? Се открива оштетување на срцето, на срчевите залистоци, значи срчеви болесници, потоа има често пати на пациенти кои имат хипертензија, добиват главоболки, а не знаат што е причината. Значи, со едно мерење на притисокот, со една добра лабораторија, со едно ЕКГ, може да се провери здравието кај пациентите. Во развиениот свет лекарски прегледи се повеќе се задолжителни. Например, во Германија, доколку се утврди дека некој има здравствени проблеми поради негрижа и немар, трошоците на лекување одат на негова сметка. Прегледите и грижата за сопственото здравје освен обврска се и култура на живење, но кој колку ќе ги има, веќе не е лична работа. Тоа длабоко ја засега и државата, бидејќи на крајот сметката стигнува кај неа. Од тука и здравството ни станува се поскапо.